Во Тетово матичарите ладно ги рекетираат младенците. Им земаат по 50 евра за да ги венчаат во ресторан. Ново истражување на Мирослава Симоновска открива сомнежи за незаконско барање пари. По вчерашната сторија на Слободен печат во која го разоткривме криминалот со венчавки на диво во управата за водење матични книги, во нашата редакција пристигнаа дојави од граѓани за шема што се одвива во Тетово. Сведоштвата укажуваат дека покрај законската државна такса од младенците биле барани и дополнителни 50 евра во готово, додека раководителката на тетовската подружница тврди дека не е запознаена со такви случаи. Во следните 3 минути ви ги носиме најважните вести од Македонија и светот. Навреди, закани и тензии во собранието. Гаши свика вонредна координација и го повлече законот за Скопје 2028. Тензична атмосфера, навреди и процедурални забелешки од претениците на ДУИ, Албанската лига и Алијанса за албанците ја одбележаа собраниската седница, пошто председателот на собранието Африм Гаши свика вонредна координација со шефовите на претеничките групи. По постигнатиот компромис од дневниот ред беше повлечен законот за Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година, кој беше причина за блокадата и тензичната расправа. Фекални бактерии во чешмите на Рич и Белотино. Во селата што со години се борат за лекари и основни услуги, водата е забранета за пиење до нови анализи. Анализите на Центарот за јавно здравје Струмица покажале дека водата од локалните чешми во селата Рич и Белотино не е безбедна за пиење поради бактерии што укажуваат на фекално загадување. Надлежните поставија известување за забрана на користење на водата, а проблемот повторно ги погоди жителите на двете села кои со години се соочуваат со недостиг од основни услуги. Двајца професори од стоматологија и студентка ќе одговараат. Наводно и помогнале да положи стручен испит за пари. МВР поднесе кривични пријави. Оттаму соопштија дека пријавите се против двајца професори и студентка поради сомнежи за подкуп и незаконито влијание при полагање стручен испит по стоматологија. Според полицијата, студентката уплатила пари за да добие уверение за положен испит, а при претресите кај двајцата професори биле запленети пари во различни валути. Судот во Струга му го вратил пасошот на бизнисменот Борча Марковски, приложил гаранција од над 5 милиони евра. Обвинението за Рек Битола продолжува. Основниот суд во Струга му го врати пасошот на бизнисменот Борча Марковски откако тој приложил гаранција вредна над 5 милиони евра. Марковски обвинет со уште 8 лица за злоупотреби поврзани со јавна набавка во Рек Битола, а почетокот на судскиот процес е закажан за 2 септември. Платформата за борба против корупцијата бара да се стопира донесувањето на законот за Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година, предупредување за можни корупцијски ризици при трошењето средства. Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара собранието да го запре донесувањето на законот по скратена постапка, поради одредбата со која идната фондација за проектот би била изземена од законот за јавни набавки. Според нив тоа создава ризик од нетранспарентно трошење на јавни средства, иако проектот ќе се финансира и со буџетски и европски пари. Македонија се откажува од 19,2 милиони евра од Светска банка. Неискористениот дел од заемот ќе биде затворен порано. Македонија ќе го намали заемот од Светската банка за проектот за подобрување на управувањето со јавните финансии и ќе се откаже од неискористени 19,2 милиони евра. Досега од одобрениот заем биле искористени 800.000 евра, а со законските измени рокот за затворање на заемот се поместува од крајот на 2027 на 30 септември 2026 година. Владата образложува дека целта е да се затвори постојната заемска рамка и да се премине кон нов модел на финансирање на реформите.
Крај за изненадувањата при откупот на грозје. Винарниците ќе мора да ја платат објавената цена. Со измените на законот за вино, винарниците повеќе нема да можат дополнително да ја намалуваат однапред објавената откупна цена за грозјето. Новото решение треба да им обезбеди на лозарите поголема сигурност при планирањето на приходите, бидејќи цената објавена пред почетокот на сезоната ќе биде конечна. Земјотрес во Албанија почувствуван и во Струга. Нема пријавени повредени или материјална штета. Земјотрес со магнитуда од 3,9 степени според Рихтеровата скала е регистриран утрово во Албанија, а потресот бил почувствуван и во Струга. Епицентарот бил на околу 45 километри од Тирана, а надлежните засега немаат информации за последици од земјотресот. Турција уапси градоначалничка. Опозицијата обвинува дека продолжува политичкиот прогон. Истрага поради сомневања за измама и подкуп. Турската полиција ја приведе градоначалничката на истанбулската општина Ускудар, Синем Дедеташ, поради сомневања за измама и подкуп поврзани со постапки за издавање градежни дозволи. Опозицијата тврди дека случајот е дел од поширок политички притисок врз нејзините функционери, додека обвинителството истражува нерегуларности поврзани со општинска компанија. Крузер со 238 луѓе се заглави во Дунав поради рекордно нискиот водостој. Сушата го прекина пловењето на бродот. Крузерот Викинг Улур со 186 патници и 52 членови на екипажот се насукал на романскиот дел од Дунав поради исклучително ниското ниво на реката. Надлежните уверуваат дека нема опасност за луѓето, а обидите бродот да биде ослободен продолжуваат во услови на рекордно низок водостој. Украина изврши напади со дронови врз Русија. Загинаа 4, оштетени индустријски објекти и автобус. Украински беспилотни летала погодиле повеќе локации во Русија, при што се пријавени пожари во индустријски објекти и жртви во неколку региони. Украински беспилотни летала погодиле повеќе локации во Русија, при што се пријавени пожари во индустријски објекти и жртви во неколку региони. Руските власти соопштија дека во нападите во Белгородската област и Тагаронг загинале 4 лица, а меѓу погодените цели били автобус со патници. Зеленски и Нетањаху на милост и немилост на непредвидливиот Трамп. Клучни средби во Вашингтон за војните што ги водат. Украинскиот и израелскиот лидер пристигнаа во Вашингтон на разговори со Доналд Трамп во момент кога поддршката и одлуките на САД се клучни за нивните земји. Анализите оценуваат дека двајцата лидери се соочуваат со неизвестност околу политиката на американскиот претседател и неговиот непредвидлив пристап кон меѓународните кризи. Трамп даде зелено светло Украина да произведува системи Патриот, тврди Зеленски. Најавено можност за етничко производство во САД. Украинскиот претседател Володомир Зеленски изјави дека Доналд Трамп се согласил да и додели на Украина лиценци за производство на американските ракетни системи Патриот. Тој посочи дека со американски компании разговарали за можност за заедничко производство, додека Киев бара забрзано јакнење на противвоздушната одбрана. Иран ги нападна американските сили со балистички ракети. Сите проектили биле пресретнати. Растат тензиите во регионот. Иран истрелал балистички ракети кон американски сили на Блискиот Исток, соопшти Централната команда на американската војска, која тврди дека нападот бил успешно одбиен. Новото зголемување на тензиите доаѓа по краткиот прекин на непријателствата, додека САД и Саудитска Арабија извршија одделни удари врз локации поврзани со вооружени групи. Америка и Саудитска Арабија го нападнаа Ирак. Загинати припадници на проирански милиции по воздушните удари.
Во заеднички воздушни напади на САД и Саудиска Арабија врз позиции во Ирак загинале 8 припадници на народните мобилизацијски сили, соопшти организацијата. Вашингтон и Ријад тврдат дека цели биле проирански милиции одговорни за напади врз американски сили и саудиска инфраструктура, додека Багдад и групите поврзани со Иран зборуваат за ескалација и нарушување на суверенитетот. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.